Министерството за економија ќе продолжи со поддршката на домаќинствата за подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија, за што и годинава ќе додели субвенции. Поддршката е во рамки на промоцијата на користењето на обновливи извори на енергија, како и поттикнувањето на енергетската ефикасност, за што е обезбеден вкупен износ од 70 милиони евра. Средствата во вид на субвенции ќе се распределуваат за вградување алуминиумски или ПВЦ прозорци во домаќинствата, потоа за инсталирање домашни фотонапонски централи за електрична енергија, како и за поставување сончеви колектори за топла вода. Министерот за економија Крешник Бектеши на пресконференција ја најави мерката и даде подетални објаснувања за секоја субвенција поодделно. Министерството за економија на лицата кои ќе купат и вградат ПВЦ или алумински прозорци во своите домови, ќе им обезбеди поврат на средства во висина до 50%, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2023 година. Надоместување на дел од трошоците за купување на сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2023 година, каде што вкупно се предвидени 15 милиони денари и ќе опфати над 1000 домаќинства, а секако дека кофинансирањето на Министерството за економија ќе биде во висина до 30%, а не повеќе од 15.000 денари. Третата мерка е надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски електроцентрали за производство на електрична енергија до 6 киловати, согласно новата одлука која донесе Министерството за економија во делот на зголемување на капацитетот на инсталираната моќност во делот на секое домаќинство, и тука се предвидени 30 милиони денари и ќе опфати над 400 домаќинства како мерка што првично се и за прв пат се спроведува во нашата држава. Главна цел на мерката според министерот Бектеши е обезбедување квалитетни и оптимални услови за живење од аспект на загревањето на домаќинствата со добивање топлинска енергија од системи кои користат енергенси што се поекономични, поеколошки и заштедуваат финансиски средства. Целта е да се намалат трошоците во однос на постојниот начин на загревање со електрична енергија и системи кои се одржливи на долг рок со подигање на еколошките стандарди и намалување на испуштањето на PM10 честички и јаглерод диоксид во атмосферата, односно за заштита на животната средина. Општина Кочани објави нов повик за избор на снабдувач со струја, откако ја поништи претходната постапка, што почна во ноември, а траеше до крајот на минатата година. Причината за поништувањето тогаш беше што во предвидениот едномесечен период од јавната набавка за избор на снабдувач не беше добиена ниту една соодветна понуда од овластените фирми. Поради тоа, општината беше принудена постапката да ја повтори, за да обезбеди струја за наредниот период. Јавната набавка, што сега е објавена, доаѓа по околу една година, откако беше подпишан договор со добавувачот Energy Delivery Solutions во бруто износ од 9 милиони и 300 000 денари. Во меѓувреме, предвидените средства за струја биле потрошени поради високите цени на електричната енергија. Објавувањето на новиот јавен повик е по трет пат, со оглед што минатата година во август исто така беше побаран снабдувач, но и тогаш не беше добиена ниту една прифатлива понуда. Сумата што сега се планира да се потроши за струја е во вкупен износ од над 22 милиони денари. Пресметките што се направени, а базирани на потрошувачката во текот на минатата година, покажуваат дека во наредниот период е планирано да се потрошат околу 1250 мегават часови електрична енергија во скапата и ефтината тарифа. Од буџетот на општината за струја се плаќа за околу 120 електрични броила, од кои за улично осветлување и за јавни простории, меѓу кои се и општинската зграда, противпожарната единица, спортските сали, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Општина Виница реализира проект со кој работи на подобрување на комуналната инфраструктура. При тоа се врши реконструкција на водоводната мрежа на 3 улици во градот. Вработените во комуналното претпријатие Солидарност, кое е подизведувач на работите,
веќе се ангажирани на реконструкција на водоводната мрежа на неколку локации. Според известувањето од локалната самоуправа, во моментот се работи на улицата Ванчо Прке, додека на централната улица Маршал Тито веќе е завршена реконструкцијата на дел од водоводната мрежа. Со проектот што е во тек, опфатена е и реконструкција на водоводната мрежа на улицата 11 октомври. Според планот, треба да се реконструира вкупна водоводна мрежа во должина од 540 метри. Средствата за реконструкцијата се обезбедени од програмата ТАФ Македонија. Основното училиште Никола Карев и детската градинка Павлина Велјанова ја зајакнуваат меѓусебната соработка со заеднички активности за најмладите. Децата од градинката беа гости во училиштето и преку интерактивни работилници, детски полигони и станици со физичка активност се запознаа со училиштето и условите што тоа ги нуди за образување. Исто така најмладите учествуваа во работилници во училишната медиатека, а заедно со наставниот кадар го посетија и целодневниот престој во училиштето. Дечињата добија и скромни подароци, а како што истакнуваат од основното училиште Никола Карев, најголем подарок за нив биле детските насмевки и задоволството на детските лица од настаните во кои биле вклучени заедно со нивните идни соученици. Од основното училиште Никола Карев упатуваат благодарност до вработените и раководството на детската градинка Павлина Велјанова за соработката и заедничките активности. По повод празникот Рамазан Бајрам, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов упати честитка до верниците од исламската вероисповед. Во пресрет на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, од мое име и од името на локалната самоуправа, ви го честитам празникот на сите верници од исламската вероисповед во Кочани. Нека овој празник донесе мир, спокој, радост, хармонија во домовите и семејствата. Верувам дека со заеднички заложби и меѓусебно почитување ќе градиме меѓучовечко разбирање и подобро општество за сите граѓани. Честит Рамазан Бајрам, се вели во честитката од градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. Во деновите од продолжениот празничен викенд ќе се играат првенствените надпревари од 25-тото коло во втората и 19-тото коло во третата фудбалска лига. Третолигашото Согово на домашен терен ќе ја дочека екипата на Карбенци, против која ќе бара рехабилитација и освојување на нови бодови по минато неделниот прв пораз во првенството на гостувањето против Рудар во Пробиштип. Жолто-сините имаат фаворитската улога на овој надпревар, но тоа ќе треба да го потврдат и со добра игра на терен. Тимот од Карбенци во ова првенство играше променливо и со 22 бода се наоѓа на 7-та позиција на табелата. Во меѓусебниот дуел во есенскиот дел од првенството, фудбалерите на Осогово беа поуспешни на гостувањето и против Карбинчани беа убедливи со 6:1. Таквиот резултат е добра причина и на престојниот надпревар да се повтори истата игра и да се подобри бодовното салдо. Во моментот Осогово има 44 бода, 5 повеќе од второпласираното Овчеполе, кое во ова коло ќе гостува во Струмица против Тиверија. Во првенството на втората фудбалска лига ќе се игра 25-тото коло во кое Слога 1934 на стадионот во Виница ќе биде домакин на Тетекс, кој е на предпоследното место и исто така се бори за зачувување на второлигашкиот статус. По минато неделното пријатно изненадување и победата во Струмица против Беласица, виничкиот второлигаш има нова шанса да направи серија од 3 надпревари без пораз. Со победа против Тетовчани ќе се оствари планот за 7 бода од 3 надпревари. Средбата Слога 1934 Тетекс ќе се игра в недела со почеток од 16 часот.